Од името на семејството, најпрво се заблагодаруваме за вашето присуство и големиот интерес кој го пројавивте за оваа трага за животот и делото на оваа драга личност, која не напушти пред ненадено, во време кога се уште придонесуваше и со своето непроценливо, богато и значајно искуство можеше да придонесува за развојот на општествената заедница. Принципиелноста, ставовите, неговите размислувања и сите интервјуа, настапи, ангажмани, познати за пошироката јавност, доминантно произлегуваат од сферата на општествено-политичкото живење. Но иако најприметлива, сепак политиката не е единствената област која го одбележа неговото живење. Во 1985 година доаѓа на местото директор на земјоделското училиште Моша Пијаде во Тетово, кој го препородува. Во 1991 година од земјоделското училиште преминува да работи во Тетекс како директор на енергоодржување. Во Тетекс работи се до 1994 година, вкупно 3 години, бидејќи во 1994 година беше избран за народен пратеник во македонскиот парламент. Останува општествено активен до последните денови, а токму тука во оваа сала некој од нас можеби за последен пат го видоа кога беше дојден да даде подршка на иницијативата за прв градски парк во Тетово. Ова дело кој вечерва го промовираме представува неспорен автентичен времеплов за еден човек кој со своите дела го задржи Тетово, но и Македонија. Оваа компилација на мемоарски, биографски и автобиографски написи, исполнета со многу фотографии и материјали, представува интересна и интригантна белешка која читателското око го држи до последната страница. Споделувајќи го извинувањето за објективната спреченост за своје физичко присуство од страна на авторот Вера Стојановска, сопругата на Томислав Стојановски, во продолжение за потребата да се заштити неговото дело, да се прикаже неговиот живот, со сите лични, интимни, убави и не толку убави моменти, но со вистинска исполнетост и енергичност, ја поканувам да се обрати господјата Марија Мерџановска. Мило ми е што дојдовте време да бидете вечерва со нас. Татко ми беше посебен, но не беше посебен само за нас. Сите вие кои бевте дел од неговиот живот, сте поттик за пишување на книгава. Идејата за пишување на книга се јави набрзо по неговата смрт. Откако идејата созреа во рамките на нашето семејство, го консултиравме Жарко Настовски, како некој што умее со зборовите, а ни е многу близок, што мисли, дали има смисла да се пишува книга за татко ми? Жарко ја поддржа идејата и понатамо во 2 наврати ја прочита книгата. Не охрабри да продолжиме како што сме започнале. Голема благодарност на Жарко. Госпоѓа Даниела Бишковска не е тука, е лектор на книгава и наша исто многу блиска. Од почеток ни даде крилја дека сами можеме да напишеме и да издадеме книга. И цело време не поддржуваше. Голема благодарност и за Даниела Бишковска. Најпрво ја составивме биографијата. Потоа Дарко Гавровски ја поддотера и ја промовираше на страната Ја го љубим Тетово, за што сме му многу благодарни. Наратор на книгава е мојата мајка, која го помина скоро целиот живот со татко ми. Мора да кажам дека бевме договорени малку по малку колку ќе може да пишува делови за нивниот живот. Но таа седна и во еден здив за 2 недели го раскажа целиот живот. Така да ракопис имавме уште веднаш. Автори сме всушност сите. Мајка ми, брат ми, снаа ми,
внуците, моите деца и се разбира мојот сопруг. Приказната тече како што ја раскажа мајка ми, надополнета и оформена и со се што треба, заедно од сите нас. Делот за земјоделското училиште го напиша господја Роза Ристовска, за што сме и посебно благодарни, бидејќи е напишан изворно и детално, дека господја Роза во тоа време била сведок на настаните како помошник директор на земјоделското училиште. За убавиот изглед на книгата се погрижија Аци и Ристе од печатницата Бато и Дивари. Кога стигнавме до крајот, посебно ни е мило што Даријан се нафати да ја организира промоцијава. Не случајно Даријан му беше миленик на татко ми и си го имаа моабетот. Голема благодарност на целата екипа, на Даријан, Марко, не го гледам сега, Сандра, девојките од Шербет, Ивица Чајка од телевизија КИС, нашиот маестро што ја резервираше салава и директорот на музичкото училиште што ни ја отстапи, на Кире што ни ја овозможи опремава за озвучување и осветлување, на социјалните медиуми кои што информираа за настанов и се разбира на Цвеќара Бомбај за убавите аранжмани. Не можам да ви опишам колку ми го стопливте срцето во последниве 3 недели. Сите вие кои учествувавте во организација на промоцијава. Не ми се случило вакво нешто во животот. Ниедна работа не ми течела вака лесно, со толку ентузијазам и желба. Сите вклучени сакаа несебично да помогнат. А најизненадена сум од младиот дел од екипата. Некои од нив можеби не биле родени кога татко ми бил во зенит на популарноста и слава. Не го познавале значи од тоа време. А толку почит и љубов покажаа. Сите рекоа се за Чичко Томе, што треба сите ќе правиме. А уствари не знам дали треба да сум изненадена од тоа затоа што татко ми до крајот на животот беше со млади и се дружеше со млади. Голема благодарност и до сите блиски кои бевте со мене и ме советувавте како да ја терам книгава. Додека ја средував книгава, многу често ми провејуваше мислата што ќе речеше татко ми за неа. Дали ќе му се бендисаше? Сигурно ќе имаше безброј забелешки и коментари во негов стил. Но верувам, ќе имаше и многу скриени насмевки од оние неговите подмустачи. Многу беше скржав во делењето на пофалби, не сакаше да не фали, да не помислиме дека нешто многу добро правиме, па да не случајно станеме мрзливи. Книгава прво е наследство за нашето семејство, но и обид да се сподели дел од неговиот живот со луѓето што го познавале лично, од телевизија или што воопшто не го познавале. Да се сподели колку еден човек можеше да биде активен и динамичен и да направи во животот. Целта е да се сподели неговата бомба и енергија. Тоа е единствена енергија. Бомба и енергија е енергија која не стои, мора да има движење. Како што работеше и се движеше, така и мозокот му работеше на повеќе нивоа со полн капацитет. Ако треба да го опишам само со една реченица, би избрала: мисли бргу, работај побргу.
вреден, многу вреден. Имаше фат во работата. Не каснеше никогаш, не сакаше никого да чека. И никој не можеше да го спаса. Освен мајка ми, која му беше дар од Бога да му биде другар во животот. Во последните години од животот, често ќе му речевме да не работи толку и повеќе да се одмара. Само ќе речеше, има време, ќе одмара му Свети Димитрија. Беше активен на многу полиња. Доколку треба да изберам еден профил, навистина не знам во која област беше најдобар. Дали како машински инженер, педагог и професор, земјоделец, политичар или лидер и менеджер кој што организира и ги реализира замислените цели, иако на сите ни изгледаат нереални. На татко ми моабитот не му беше како си, како се осеќаш, туку што ќе преш. Просто да ти е незгодно ако ништо не работаш, што ќе работаш уствари. Неговите активности и заложби не беа фокусирани само за екзистенција на семејството. Него го интересираа нивоата повисоко, за подобар живот во Тетово и во цела Македонија. Потоа остана запаметен и го знаеја луѓето низ цела Македонија. На изглед беше многу строг, сериозен, но имаше меко и добро срце. Доминантен, авторитативен, упорен, но сепак емпатичен, што би рекле од ето жалостлија. Искрен, чесен, принципиелен, со Тетово во срцето. Секогаш беше со луѓе, сакаше дружби. Татко ми беше веселјак. За една слика, качен на маса со дајре во рака, му велиме многу убава е сликава, само многу си сериозен. А он ми вика, па што мислите, ласно е да си качен на маса, да играш, да боеш, да тупаш на дајре и уште да се смееш. Не било ласно. За нас, како потомци, постави многу високи критериуми во нашето живење. Строги правила, ред и дисциплина, што представува на некој начин голема обврска. Но животот со него секогаш беше авантура и забава, затоа што немаше ништо обично и просечно во секојдневното негово живење. Би ми било мило доколку барем малку книгава биде извор на инспирација кај секој што ќе ја прочита, за превземање на повеќе активности за општо добро. Само така ќе се продолжи неговата мисија. За татко ми не постоеја стеги и ограничувања. И покрај проблемите и разочарувањата што му ги приреди животот, тој игнорираше болест, пораз, мака и се бореше во секоја ситуација. За него само небото беше граница. Ова дело пишувано со многу пријатен и прифатлив стил, со многу вешт избор на зборови, балансирајќи помеѓу различните чувства, со сигурност ќе предизвика вистинско освежување на многу спомени кај големиот број на пријатели, соработници и почитувачи.
но ќе овозможи и трајна белешка, секогаш спремна за истражување од страна на генерациите кои допрва доаѓаат. Ова книжевно дело содржи сериозен фонд на анекдоти, случки и случувања, настани кои го чинат градското живење на Тетово и го оформуваат личниот мемоар на протагонистите. Текстот не лишува од чисто фактографско споменување, туку преку отворен и изворен израз прави како да сме очевици на се она кое што било проживеано низ годините. Книгава дава и еден автентичен начин на перцепција за настани и случувања, за кои можеби и за прв пат ќе дознаеме читајќи во книгата. Подготвувајќи се за оваа промоција, во умот ми одзвонаа неколку зборови кои што како последен поздрав ги прочитав на социјалните мрежи, кај што вели: докажан патриот, човек со силна визија за развој, чувство за потребите на луѓето, со широчина да даде во секој време искрени совети на нас помладите, кои во него гледавме пример, а тој во нас гледаше и дина. Токму авторот на овие зборови го имаме како промотор на оваа книга вечерва, Даријан Сотировски, сограѓанин, соработник и пријател на Томе од помладата генерација. Добро вечер на сите. Кратко, наместо вовет. 1958 година, Тетово, Социјалистичка федеративна Република Југославија, Република Македонија, силна држава, организирани власти, многу ред и дисциплина помеѓу граѓаните. Учениците си го знаат своето место, професорите исто така, државните раководители и то како, незамисливо од денешен аспект. И во тој временски период се случува некој грип кој што се заканува брзо да се шири, налик на она што го имавме до пред известно време. И таа силна држава со сите авторитети, власти, протоколи наметнува забрана за организирање на здружувања, на седенки, нешто што многу е лесно да го замислиме денес, затоа што до вчера ни беше и наше секојдневие. Во таква една атмосфера, во Тетовската гимназија, двајца ученици се дрзнуваат да пркосат на забраната и организираат игранка, што помеѓу генерациите кои што тогаш биле оние кои што ја водат чаршијата и ночниот и дневниот живот, тоа што малку поразлично, се памети како една од подобрите игранки, помасовно посетените, но и настаните кои што ги избезумиле тогашните власти. Да си дозволат двајца млади, гимназијалци, да не послушаат забрана. Тоа денес би било проблем, а не во тоа време. Тогаш, двајцата ученици, во разговор со предпоставените во училиштето, ги прашуваат: добро, со кој памет си дозволивте вие? Па вие дали сте свесни сега што ќе ви се случи? Тогаш, едниот од нив вели вака: пред неколку дена не организиравте со автобуски превоз и не однесовте во Игуновце, во Југохрон, да бидеме присутни на доаѓањето на господинот Лазар Колишевски тамо, за да му мавкаме и да му покажеме гостопримство. И тогаш постоеше забраната за несобирање, и тогаш вирусот беше закана, исто како што беше закана и за нашата игранка. Каде ви е принципиелноста и каде терате вака? Тоа момче, неодамна, пред нецела година, ја заокружи својата животна приказна, ја изоде таа временска одсечка и во негова чест вечерва сме сите тука да ја промовираме неговата биографска книга. Тоа момче е Томислав Стојановски из Бомбај. Зошто е ова вовет во она што сега сакам да го започнам? Затоа што сметам дека
од мали нозе се цртуваат контурите на личноста, тие подоцна се формираат, се дооформуваат и на крај финишираат во една изградена личност. Но тука овој момент, овој елемент е константа во целиот животен век на личноста. Да започнеме со неколку зборови за самата книга, а подоцна ќе акцентирам уште две полиња кои што мене особено ми предизвика впечаток читајќи ја книгата, но најпрво да се заблагодарам сакам на семејството, на господинот Томислав Стојановски за честа, за можноста, која што скромно сметам дека е незаслужена, да можам да говорам за ова дело, да го промовирам пред сите вас, а вам, почитувани сограѓани, драги пријатели, драги гости, почитувани национални уметници, Зоричи Кузмановски, почитувани поранешни пратеници, драги советници во Советот на општината, членови на пошироката фамилија, благодарам и од името на семејството и организаторите за ова масовно присуство, кое што можевме да го претпоставиме, но не и до крај да го очекуваме. Ова книга е напишана на 180 страници со 18 тематски единици кои што се движат по различните временски епохи во неговиот животен век, задржувајќи се на интимните, на приватните моменти, на професионалните, на кариерните и на се она што е доволно за да се портретира личноста одвнатре, не само по перцепциите на оние кои што живееле од другата страна, со него и околу него. Ова книга е типична биографска книга, која што не само ги набројува неговите биографски белешки елементи, туку и искуствата кои што личноста ги доживува со се што патем среќава, преживува, премостува, решава секојдневно. А имало што да се решава во овој животен век. Не бил воопшто лесен, но бил и тоа како богата авантура за да се живее. Што е различно од оваа биографија и биографиите на најчесто тоа се големци од светската, од националната историја, затоа што не секој кога ќе го заврши животот му се приредува или за време на животот едно вакво биографско четиво. Разликата е во ова. Најчесто тие големи личности имаат познат биограф уште за време на нивниот живот. Тие за време на нивниот живот му даваат насоки, размислувања, правци каде да се движи биографот и како да ги долови. Горе-долу се работи за контролиран биографски приказ од самата личност. Тука, целиот свој животен век, нашиот Томе, за свој животен сопатник го имал својот биограф, а биографот се забележувал, се памтел и не му се открил до крај на неговиот живот. И сега веќе си речете, па такви се сите сопруги, само памтат и забележуваат. Но не секоја сопруга ќе ви приреди литература, книга, дело, кое што ќе не надживее сите нас. И тие кои што напишале, и тој за кого е напишана, но и сите ние кои што ќе ја читаме денес или некоја идна генерација некогаш. Тој големината на оваа книга. И читајќи ја, навистина уживав. Ја читав на крајот на претходната календарска година, кога не знаевме кога ќе се промовира, и ја прочитав уште еднаш овој јануари, кога веќе знаевме горе-долу кога ќе се промовира. И тоа ми овозможи да ги дуплирам впечатоците и од самата книга да извлечам два заклучока. Првиот е, гледајќи го неговиот животен век, а веројатно тука е затоа што има преголем обем на настани, на доживувања. Тоа е таа енергија за која што Марија зборуваше. Мислам дека најважно во животот на еден човек се оние обични, навидум обични и навидум мали моменти кога го споделува своето секојдневие и живот со оние околу него.
и може би погрешно кажав дека тоа е најважно во животот. Па одма да се коригира. Мислам дека тоа е животот на еден човек. Тие мали, обични, секојдневни моменти. Тоа е убавината и причината зашто секој сака барем уште еден ден да живее, барем уште еден месец, уште една недела. И тие се тие моменти кои што ни се потреба, причина на нас, кои што ги губиме блиските, да посакаме да бидат барем уште пола ден, уште пола час со нас. Затоа што тоа е животот. И втората работа, која што оваа книга е, знаете, мермерот, спомениците, бистите, тоа е се камен. Тоа е порозно, иако навидно цврсто, силно и говори за некоја личност. Но семејството, свесно или не, на томе му изгради споменик, каков што ретко кој има и каков што несомнено заслужува. Оваа книга ќе биде гласен споменик, траен споменик и сигурно дека нема да дозволи на неговиот лик и дело да се собере голем слој прашина. Кога ќе се собере? Затоа што секоја книга е осудена од време на време да се најде зафрлена на некои полици. Генерациите поминуваат, се менуваат, времињата брзо се менуваат, секоја генерација живее во една своја динамика и некои важни работи ги трга настрана, но има една друга вистина дека секогаш се раѓа нова генерација во расчекор и се навраќа на тоа што било на вистина значајно. Оваа книга е токму такво нешто. Втората работа, сега покажувам на кај книгата, сега ќе покажувам на кај Чичко Томе. И сакам да го доловам мојот силен впечаток, читајќи книгата, кон неговиот карактер, кон неговиот лик и дело, кој што мислев пред да прочитам книгата дека многу добро ми е познат, заклучив дека секој само малку доживеал од тоа што бил тој. Јас нема да ја раскажувам, да ја прераскажувам книгата хронолошки. Секој кој што сака, овие зборови веројатно повише би го заинтригирали отколку да ја раскажувам сухопатно. Затоа ќе се држам до тоа да ви ги раскажам, да ви ги пренесам и да ги потенцирам моите впечатоци со тоа. И читајќи книгава, го запознавав и го анализирав неговиот животен манир, начинот на кој што воспоставува контакти, зошто ги воспоставува, неговите цели, на моменти јасни, на моменти нејасни, како и кај секој еден од нас. И заклучив дека не знам дали знам слична личност како Томислав Стојановски Бомбај. И тоа по најмалку две причини. Првата причина е човеколюбието. Луѓе, ние зборуваме за човек со надпросечна љубов за другите луѓе. Со надпросечна потреба од другите луѓе и човек надпросечно предаден на другите луѓе. И оваа нишка ќе ја прочитате и ќе ја видите во се што правел. Тој го правел во служба, во преголема потреба за луѓето. И другата работа е потполната предаденост на тоа што го правел. И сега зборува и за едното и за другото, но повратен редослед. Најпрво за потполната предаденост. Се што правил, а правил доста, има најмалку три елементи кои што го исполнуваат. Тој има силна волја за нешто, го зацртува како цел, без разлика од колку изгледа тешка, остварлива или неостварлива, тоа тука апсолутно е неважно. Силната волја да постигне одредена цел ја пропратува веднаш со акција. Од зборови во дела, веднаш превзема акција. Но најважното од се, тој има мерак, еснавски мерак, љубов, не само да биде, туку да биде како што треба. Низ примери тој изгледа вака. Како директор на земјоделското училиште, доаѓа на челната позиција на просечно афирмирано училиште со редовни проблеми, со многу предизвици и така натаму, и си зацртува да го направи од една просечна образовна
установа да го направи едно од поетаблираните стручни училишта на ниво на Југославија, затоа што за него веројатно не било доволно мотив да биде на ниво на републиката. И тој веднаш почнува со акција и со силен мерак да биде како што треба. И незапамтено за нашиот менталитет, бројни се сликите и бројни се сведоштвата на луѓе што го виделе директорот на училиштето во развој, во периодот на развој, качен на училишниот трактор, кој што исто во една од тие ангажмани го обезбедува, заедно со учениците на фармата на училиштето, произведува млечни производи, но тоа не му е доволно, создава автошкола на училиштето, но и тоа не му е доволно, прави спортски клуб на училиштето, па и тоа не е доволно, прави културно-уметничко друштво, верува во тие воншколски активности, дека тие и даваат на младината дополнителен стимул за развој, прави се што денес ни фали. И кога читате тоа, гледате за каква свесност, чиста, гениална свесност, станува збор. Како народен пратеник, не му е доволно да земе секој први плата, ниту да штити нечиви интереси, особено не партиски. Тој затоа ја формира својата партија како автентичен политички субјект кој ќе пркоси на сите. И тој навистина е подготвен на секоја седмица и се бори. Сака, има силна волја, народот, неговиот глас да биде слушнат во Македонското собрание и тој го прави. Непоштедно, без калкулации, без задршка, без размислување. Го представува народот кој што го испратил. И колку ова да звучи лесно и едноставно, ајде да видиме кога ќе се повтори. Понатаму, во секоја фаза, во се што работи во својот живот, наумува дека на Тетово, за да има дополнителна афирмација, му е потребен фестивал, потребно му е дополнителен исчекор во областа на културата. И не седи по тетовските кафулињи да вика да му треба фестивал на Тетово, му треба. Треба некој тоа, треба некој тоа да направи. Туку тој седнува и започнува со акција. Го организира тетовскиот фолкфест и како производ на тој труд почнува да се раѓаат хитовите, евергрините и малку подоцна ќе подсетиме на делот од нив. И вакво нешто имате во секој поглед. Сака да ја врати традицијата и се случува воениот конфликт 2001 година. 80% од луѓето мислат каде да се заслонат. Бранители од цела држава доаѓаат да го одбранат нашиот град, а со тоа и да се стават на браникот на татковината. И тој не само што учествува во логистичката одбрана на градот, тогаш и како повозрастен човек, но тој секој ден е на пунктовите со бранителите. Не го брани Тетово од Скопје и не се секира за Тетово од Грција. Е ваков човек, кој што со својот личен пример предводи една појава која што апсолутно ме импресионира. Втората работа, што пред малку ја кажав, тоа е неговото човеколюбие. Видете ги овие неколку примери и размислете дали познавате некој сличен. Освен вие семејството, вие сигурно знаете барем еден. Имате ваков случај. Оди да го служи својот воен рок. Треба да го посети неговата сопруга за прв пат додека е во служба. И наоѓа семејна куќа некоја тамо, која што издава соба за намерници кои што сакаат да преноќат. Тоа едно време, нели, со подруги угостителски капацитети. Ја плаќа собата, сопругата доаѓа, се сместува, го посетува. И после оваа посета, целиот живот, од тој настан до минатава година, тоа семејство му останува траен, животен пријател, но не само нему, туку и на сите други во неговиот дом. Иако тоа не го пишува во книгата, во разговор со Марија,
слушнав и дека пред неколку години направил последен контакт, присуства на нивните погреби, на нивните свадби, разменува телефонски јавувања, пораки, посети, одели за Белград, оди да ги посети, одели во Загреб, ги посетува, тие исто така. Тоа семејство добива во еден наврат и тоа е споменато во книгата како една мала интересна дигресија. Добива некоја наградна игра и тој пакет на производи кои што го добиваат, не го земаат тие, туку го праќаат на својот голем пријател Томе во Тетово. Ама ова не е еден случај во книгата. Вакви примери за такво лесно врзување, за таков меѓучовечки магнет има безброј. Еве второ, одат на одмор на Јадран. Па тие што се сместени до нив, што ги среќаваат на плажа, те не им се пријатели тој одмор. Јас не ги паметам воопшто луѓето што сум ги запознал минатово лето. Не ги паметам како се викаат и како изгледаат. Тој не само што ги памети, тие му стануваат трајни пријатели. Тој за нив зборува со огромна љубов, со почит, на еден невиден за мене начин. Како директор на Агенцијата за обнова и развој, работи тој како напредмалку со силна волја да имплементира нешто ново. И тогаш Македонија нема свој систем за одбрана од временски непогоди, град и магла. И тогаш за прв пат се прават пионерските чекори да се имплементира таков заштитен систем. И Македонската агенција соработува со Институтот за хидрометеоролошки работи и заедно со Универзитетот во Јута, каде што е редовен професор, еден еминентен светски научник од светски калибар, од јапонско потекло, кој го патентирал системот за заштита од град и магла. Пазите, таков ум, кој што тие години направил светски патент кој што се откупува од најразвиените држави, успева да го донеси, да го имплементира тука. И не само тоа помалку или повеќе вие на сите за очекување. Читајќи книгава гледам слика. Томе и професорот Фокута во дворот по нивната семејна куќа на улица Александар Здравковски на Требникот Гушнати. Не е доволно само воспоставениот контакт и службениот однос кој што го градат за да имплементираат некој проект. Тој веднаш како магнет, тој го запознава тој професор како воспостава меѓучовечки однос, што е несвојствен, мора да признаеме сите за ова денешно време. И тоа го правил целиот живот. Вакви примери има безброј. Едни фактографски податоци велат дека за големата православна слава Свети Никола, брачниот пар Стојановски посетувал 19 куќи во Тетово, а само на 12 пара им бил кум. Ете еден мал придонес кој го јакне овој мој впечаток и кај секој еден од вас. Огромен човекољубец и човек наполно предаден во се што прави, без nimалку резерва и задршка. Третата работа, или поле кое што сакам да го поразговарам на глас, е лекцијата од неговиот животен пат. Длабоко јас сум убеден дека се што вреди затоа што има влијание врз другите. Или практично со други зборови не постои работа која што вреди, а истата да нема влијание врз другите. Тоа би било некое правило. И еве во што е тука влијанието позитивно на другите. Мене една реченица ми остава силен впечаток. Марија ја кажа во излагањето, а таа стои во предговорот на книгата, дека Томислав Стојановски Бомбај во својот живот секогаш, без исклучок, не се интересирал само за на прво ниво, кое што го велиме лично добро, лична корист, или екзистенција на своето семејство. Туку многу нивоа нагоре. И навистина, ако размислите,
Прво е човек природно да се интересира за себе, веднаш после тоа на оние со кои што живее, го споделува домот, па за своите соседи, за својата улица, па тука доаѓа својот град, па доколку има поголема ширина, него да го интересира само неговиот град, туку и околните населени места. Па потоа ќе го интересираат и другите градови со нивните села и приградски населби. Па доколку има уште поголема ширина, ќе го интересира, навистина ќе биде заинтересиран и засегнат за својата татковина. Па ако е со уште поголема ширина, нема да го интересира само неговата држава, туку и како живеат и другите. И така натаму, тој концепт е навистина способен да се шири. Тука, цело време, читајќи книгата, сите вие знаејќи го него, сме сведочеле лично дека тој речиси никогаш не збори за себе и за неговото семејство. Ама баш никогаш. Секогаш трга за овие пошироки концепти. Лично најмногу ја почитувам љубовта кон својот град. Тој успел да се наметне и на републичко ниво, да собере доста влијателни меѓународни пријатели, но никогаш не заборавил од каде е роден и од каде произлегува. Тој е големата врлина, големата морална вертикала кај него. И сега ме води кон едно малку поопшто размислување, и тоа како значајно, а тоа е таа мртва трка, особено предпознат за жал во нашето време победник, а тоа е личното или јавното добро. И во секоја таква борба, за жал, победува личното добро кај поединци. И некако горе-долу сме навикнати на таква една траурна слика, која што во Македонија денес создава оправдано атмосфера на апатија кај личноста, кај секој еден, затоа што многу малку се служи на јавното добро, а многу се служи на личниот интерес. И во едно такво време да се збори за лично јавно добро, или подобро кажано да се збори за јавно добро, не само што не е популарно, туку воопшто не е интересно за слушање. А човекот како луѓето, како Томислав, кои што сакат да наметнат во јавноста фокус кон јавното добро, најчесто се несватени, неразбрани, или не до крај разбрани, или разбрани од малкумина. И тука оние зборови, реченици се наметнуваат. Абе, што ќе ти тоа? Абе, што ќе ти тоа? Абе, гледај си кејфот. Абе, уживај си, абе, не. Колку пробали како тебе. Абе, гледај си фамилијата. Абе, ти додека гледаш за ова овде го изгуби. Абе, дај свести се. Абе, немој да се трошиш. Абе, еден живот имаш, абе. Ти гледа за децата твоје, немој. Што ти е гајле тебе таму още? Овие зборови, рече си сите ние, сме ги кажале некому барем еднаш. Дел од нас и ги слушнале повеќе од еднаш. И тоа е жалната реалност во која што живееме. Затоа општеството никој сериозен и добронамерен не може да каже дека ни е здраво. Па тоа е веројатно рецептот како да оздрави. Сега затоа што немаме точна дефиниција како лесно да оздравиме, за жал професорот Чепреганов и тој е починут. Ајде да го ставиме фокусот на тоа како ги воспитуваме младите, како ги воспитуваме децата и какви личности растат од нив. Дали ги воспитуваме како себични или како отворени и широки. И мислам дека ова е стожерот, ова е столбот каде треба да се гради заздравувањето генерално. Знаете, со себичноста, саможивноста од тие детски години се раѓаат големи проблеми кај возрастните.
она дете кое што не му посакува на неговиот другар, да го има тоа што му е потребно на неговиот другар. Дури истото и самиот тој да го нема, тоа дете не е способно и не е во состојба не само да не биде себично, туку тоа не е способно ниту да се дружи. Зато дружењето, ако е искрено по правило, не е себично. И затоа денес да влеземе во било кој угостителски објект каде што посебно излегува младата генерација, ќе видиме каков е тој начин на нивна интеракција и разговор. Гледање во телефони, многу малку размена на идеи, многу малку меѓусебно охрабрување и многу малку споделување на личните предизвици и проблеми. Себичност. Живееме ера во која што младите се исклучително опасно себични. Ајде малку да внесам сега боја во овде. Иако изгледа дека скршнав од акцентот, тоа е причината за ова скршнување. Во училишни клупи, во предучилишни клупи малку нешто подоцна, сите горе-долу сме запознаени со една бајка. Бајката за Аладин. И сега горе-долу просекот тука на возраст на сите е прилично висок. Горе-долу можеби сте ја заборавиле таа бајка. Јас да охрабрувам во оваа прилика, да во првата прилика да ја прочитате, без разлика што сите сте возрастни, или да ја погледнете, доколку има некој филм направено по тоа. Кога сме деца, бајката за Аладин изгледа многу интересно, многу шарено. Има една ламба, од неја излегува голем син дух и го прашува Аладин кои се неговите 3 желби. Но авторот во бајката за Аладин внел длабока суштина, која што во центар ќе го погоди она што сакам да го кажам. Излегува духот од таа волшебна ламба и му вика на Аладин: Аладин, кои се твоите 3 желби? Кои да бидат, ќе бидат исполнети. Пазите, Аладин има 3 желби. Аладин може и со една желба да го направи својот живот поубав, животот на неговите блиски луѓе поубав, животот на сите луѓе на планетата Земја поубав. Тој може да побара да биде бесмртен, други сите да бидат бесмртни, сите да бидат среќни, а тоа подразбира и бесмртни. Една желба му е доволна за да постигне се. А тој има дури 3 такви желби. И Аладин го прашува духот: а добро, дали ти, духу, имаш некоја желба? И духот му вика: Аладин, јас имам желба, ама мене никогаш никој не ме прашал дали имам и јас желба. Затоа што кој да ја најдеше ламбата, го користеше правото да побара 3 желби. Никој не се откажа од една од нив, иако 2 му се сосем доволни. За таа желба да ја посвети на мене и да ја исполни мојата единствена желба, да се ослободам од ламбата и да станам човек. Аладин во тој момент ја користи 3-тата желба и го ослободува духот од ламбата и тој станува човек. Горе-долу, јасна е поентата. Во време кога личното преовладува во секое поле, вредностите се антивредности, сите горе-долу во даден момент сме многу разочарани од тоа. Има личности кои што пркосат на тоа и се тоа светло кое што значи дека никогаш темното не може да поклопи, буквално да нема воопшто зрак светлина. Во бајките таков бил Аладин. Во нашето Тетово и нашата Македонија таков беше Томислав Стојановски Бомбај.
е следен. Фала ви за вниманието на сите. Време за славење на ликот и делото на еден наш голем човек. А како започнавме, во тој добар и исполнет дух, така и ќе ја завршиме оваа вечер. Ви благодариме на присуството, што во навистина голем број не дозволивме спомените за еден исполнет живот да исчезнат. Тетово без бомба и со сигурност ќе беше посиромашно, а тетово со бомба и беше интензивна приказна со многу изненадувања, кои гледаме дека се уште траат. Ви благодариме. Javna le duša